Прилеп утре повторно ќе добие јавен градски превоз по пауза од 3 дена, поради штрајк на вработените во јавното предпријатие ЈПЗ-ПУП за неземена плата за месец јули. Директорот на ова јавно предпријатие Бранко Нешковски истакна дека кон вработените заклучно со 21 овој месец биле исплатени сите плати и додатоци на плата. Најголем проблем за доцнењето на платите бил големиот долг од неколку милиони денари кои што средните училишта го имаат кон јавниот превоз, а кој долг сега го сервисира општината. Овој проблем кој што го има во цела Македонија, според Нешковски ќе постоел се до промена на начинот на пресметка на овие блок дотации од Министерството за образование. Но има најави дека од 2026 ќе се смени методологијата врз основа на вистинските потреби на училиштата. Ќе се направи анализа колку километри, колку деца се возат во тековната година, која е усвоената цена усвоена од Советна општина Прилеп и вистинската, реалната цена ќе биде исплатено, така да не бидат училиштата доведени во ситуација да не се во можност да се исплатат електрична енергија, да не може да се реновираат делови од школото кои се за реновирање, да не може да исплатат кон превозниците и така натаму. Инаку од 1 септември ЈПЗ-ПУП од Прилеп ќе пушти уште 3 нови релации со 5 минибуси во Прилепско. Едната кон регионот на селото Канатларци, втората кон Тополчанскиот регион и третата кон делот на селаца Селце Штавица Волково, кои што освен ученици од овие средини ќе ги превезуваат и жителите. Да ги превезуваат децата од средното образование, да ги носат во градот и да ги враќаат пак по населените места. Во одлуките да може и линиски превоз да се врши и на обични граѓани, жители на тоа со истиот превоз и по сума исто како и учениците ќе биде. За да нема повеќе штрајкови, со синдикатот на Судкос веќе бил постигнат договор платите во ова јавно предпријатие да се исплаќаат до 15 секој месец, а во бруто платата да влезат и додатоците на плата.